Најави за денешните настани. Охридски комуналец дневно собира по 80 тони отпад. Охридските пензионери бараат линеарно зголемување на пензиите. Поддршка од раководството на Сдруженијето на пензионери не добиле. Светската награда за хуманизам на Виктор Фридман ќе му биде доделена на 9 август. Традиционална крводарителска акција за Свети Климент. Татко и син повредени при пукање на свадба во Охрид. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по свежото утро времето во текот на денот претежно сончево со локална облачност и топло со максимални 26 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ведро и свежо. Утре над северозападна, северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно време, врнежи од дожд проследени со засилен ветар. Над југоисточна и западна Европа времето ќе биде ведро, сончево, но свежо за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево време со локална облачност, ќе биде свежо. Максималните дневни температури од 18 до 29 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник свежо утро со пат на утринските температури кои ќе бидат од 8 до 19 степени, температури под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во текот на денот сончево, ветровито и свежо време, максималните дневни температури од 20 до 29 степени. Во Охрид во вторник свежо утро, температура од 14 степени, во текот на денот претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо време со североисточен ветер. Максималната дневна температура 23 степени. Во среда во Охрид свежо утро и температура до 10 степени, во текот на денот сончево и топло со максимални 26 степени. Во четврток претежно сончево со локална облачност и температура до 27 степени, а во петок свежо утро, температура од 12 степени, во текот на денот сончево и потопло со максимални 28 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во Центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охридски комуналец дневно собира по 80 тони отпад. Од предпријатието велат, условите се вонредни. Огромен е притисокот врз градот. Механизацијата 24 часа е на терен. Загрижува ниската еколошка свест кај граѓаните, а посебно кај младите луѓе, кои до раните утрински часови прават неред и трупаат отпад низ градот. Ниската еколошка свест на граѓаните и бројните туристи и оваа сезона исплива на површина. Во утринските часови сликата е грда. Насекаде може да се видат расфрлани лименки, пластични шишиња и остатоци од храна, но и најкритично е во центарот на градот, покрај кеот, во близина на пекарите и на оние локалитети каде се организираат концертите. Од јавното предпријатие Охридски комуналец велат, условите се вонредни, огромен е притисокот врз градот, механизацијата 24 часа е на терен. Во текот на еден ден се собираат 80 тони најразличен отпад. 24 сати буквално сме на терен, како би се справиле, да речем, со овие настанати состојби. Значи, имаме огромни количини на смет, ако земиме дека имаме поставено 800 контейнери од 1,1 кубик на територија на општина Охрид и заедно со рефусот кој го подигаме од домакинствата, можам да кажам преку 1000 метри кубни комунален отпад собираме во текот на денот или 80 тони. Тоа е огромна количина. Загрижува ниската еколошка свест кај младата популација, кои до раните утрински часови прават неред, трупаат отпад низ градот. Од Охридски комуналец велат, по примерот на некои земји за поефикасно справување со овој проблем потребно е да се формира комунална полиција. Добро е да се формира комунална полиција. По примерот на соседна Србија, мислам дека поефикасно ги решија проблемите. Али за тоа се потребни законски измени на ниво на држава. Еден апел до граѓаните, туристите би бил да ги користат садовите за комунален отпад, да не се фрва се и се што онаму каде што не му е место, поготово на самото крајбрежје, покрај Охридското езеро, значи во паркот и централното градско подрачје, значи пак е наполнам Савајле во лоша состојба. Јавното предпријатие Охридски комуналец располага со 14 специјални возила за собирање отпад и голем број дежурни екипи. Но и покрај постојаните апели изминативе години за поголема еколошка свест кај граѓаните, од сето тоа се уште ништо. Истата слика се повторува секое лето. Жители на улицата Аба Семин бараат подземен или през контейнер на паркингот кај пазарот. Од јавното предпријатие Охридски комуналец во врска со овој проблем велат дека се разгледува опцијата на тој потек да се постави през контейнер. Преку рубриката Ти си твојот град, жители на улицата Аба Семин бараат посовремено решение за одлагање на комуналниот отпад на потегот кај паркингот во близина на градскиот пазар. Тие велат дека на потегот се концентрирани премногу на број контейнери каде се собира отпадот од пазарот и од пошироката околина. Бараат да се дислоцираат контейнерите или барем да се редуцираат и распоредат на повеќе локации. Со оглед на количината на отпад која се собира на тој потек, бараат некое посовремено решение како подземен или през контейнер. Од јавното предпријатие Охридски комуналец во врска со овој проблем на жителите на кракот од улицата Аба Семин велат дека се разгледува опцијата на тој потек да се постави през контейнер. Во општина Охрид во моментов през контейнери има на 2 локации во стамбениот комплекс во населбата Христо Узунов. Охридските пензионери денес на протест. Тие пред канцелариите на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца бараа линеарно, а не процентуално зголемување на пензиите. Велат со оваа стапка на инфлација, со парите кои ги одвојуваат за лекови и за режиски трошоци, им остануваат пари само за неколку дена. Велат поддршка од раководството на Сдруженијето на пензионери не добиле. Незадоволство од сегашното раководство на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца пред неколку месеци јавно изразија и група незадоволни членови, обвинувајќи меѓу другото и за нерегуларности на изборите на Сдруженијето. Охридските пензионери денес на протест со едно единствено барање, а тоа е линеарно зголемување на пензиите од септември. Велат спонтано се собрале пред седиштето на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца денес и имаат своји аргументи зошто бараат линеарно, а не процентуално зголемување. Пензионерите со објаснување дека потребно е утврдување систем на најниска пензија која ќе изнесува 80% од минималната плата во земјата. Се сретнале со представници на Сдруженијето на пензионерите на Охрид и Дебрца барајќи поддршка
но поддршка не добиле, вели Кирил Јосифовски, пензионер. Да, се сретнавме со представниците, побаравме поддршка да ова го презентираат овдека, ама ги немат, не дојдоја. Значи, целата работа е тоа, линеарно зголемување, аргументите ги презентирав и мислам дека почнавме контакти на ниво Македонија, ќе продолжат нашите активности се додека не го исполниме ова наше барање. Вакви протести во изминатите неколку дена се одржуваат речиси низ сите градови во Македонија. Пензионерите револтирано велат дека со тековната стапка на инфлација, со парите кои ги одвојуваат за лекови и за режиски трошоци, им остануваат пари само за неколку дена. Додаваат дека цените на храната и производите за лична хигиена енормно растат, а тие се исти за секој пензионер, без оглед дали некој има приход од 10, 13 или 30.000 денари. Ојдов да ја земам Сабајлево пред да дојдам на Штрајков. Пензија јас имам околу 13.045 денари. Одбитоци имам, кредити имам. А двајцата со момчето, едно синче имам, детето не ми работит. Не можеме да издржиме од крај до крај. 6.000 денари имам режиски трошоци, со сметките и лекарствата што ги земам. А 13 земам пензија. И сега со тие 7.000 што можам јас да сторам? Јас знам со 4.000, со доказ не носам фискални сметки, во аптека дека ги давам. За сметки испод 4-5.000 немат. Шито со големо штедење, што немаме ние ни за леп, ни за сол. Тоа да ви го кажам. Тоа немам никој кој дома работи, јас сум едина. Ама струјана дали 5 мина, дали 1, огном дали 5 мина, дали 1, треба да горит. Со најавеното зголемување на пензиите во септември за 6,8%, пензионерите со најниска пензија ќе добијат плюс околу 700 денари, додека оние со повисоки пензии до 2000 денари. Академик Виктор Фридман од Соединетите Американски држави, добитник на Светската награда за хуманизам за 2023 година. Свечената церемонија на доделувањето на наградата ќе се одржи на 9 август Свети Климент Летен во куќата на Уранија на Ману во Охрид со почеток во 12 часот. Академик Виктор Фридман од САД, еден од најголемите американски и светски слависти, добитник на Светската награда за хуманизам за 2023 година. Академик Фридман е 17-ти добитник поред на ова исклучително признание со кое што Охрид, градот на УНЕСКО, веќе ги овенча Нобеловците Александар Солженицин, Херта Милер, светските легенди Деисаку Икеда, Рави Шанкар, Питер Брук, Мануел де Оливейра, Романо Проди, будејќи ги изворите на духовната меморија од првата средновековна школа на хуманизмот, основана од учениците на Свети Кирил и Методи, заштитниците на Европа. Свечената церемонија на доделувањето на наградата ќе се одржи на 9 август Свети Климент Летен во куќата на Уранија на Ману во Охрид со почеток во 12 часот. Пригодни беседи за Фридман ќе одржат председателот на Охридската академија на хуманизмот Јордан Плевнеш и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој што воедно и ќе му е врачи наградата на добитникот во присуство на поголема меѓународна асемблеја на гости, меѓу кои и представници и градоначалници од збратимените градови на Охрид од Европа и градовите под покровителство на УНЕСКО. Со своја беседа на присутните ќе се обрати и лауреатот Виктор Фридман. Со овој настан ќе се инаугурира и проектот за поставување на спомен обележието Охрид Центар на светскиот хуманизам, за кое Советот на општина Охрид донесе одлука да биде поставено во просторот на Долна Порта како единствено такво обележие во целиот свет. Охриѓанец пукал на свадба, повредени татко и син. Веднаш по добивањето на информацијата, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Охрид го приведоа 60-годишниот охриѓанец, кој во текот на вчерашниот ден извршил испукување од огнено оружје пиштол на свадбена веселба. При тоа повредил еден возрасен човек, гостин на свадбата и неговиот малолетен син. Во текот на увидот кој што го извршија полициските службеници, од 60-годишникот одзедоа 2 пиштоли различен калибар, една ловна пушка и еден ловен карабин кој што ги поседувал со дозвола.
Напоменувам дека СВР Охрид во рамките на кампањата на МВР Безбедно лето 2023 година веќе подолго време на целото подрачје врши превентивна кампања која што се го носи насловот "Слави со срце, не со оружје". Целта на оваа кампања е на граѓаните да им се укаже на опасноста од употреба на огнено оружје при свадби и други семејни прослави, дека тоа не е во согласност со законот за прекршоци против јавниот ред и мир, како и согласно кривичниот законник каде што постои членот предизвикување општа опасност. Целта е на граѓаните да им се укаже преку различни совети да слават без оружје, да го елиминираат оружјето при свадбите и другите прослави и на тој начин да придонесат свадбените веселби да поминат во добар ред и без никакви проблеми. Во вторник и среда крводарителски акции за празникот Свети Климент. Традиционалната крводарителска акција која во организација на Црвениот крст од Охрид секоја година се одржува за празникот Свети Климент и оваа година ќе се реализира во спортската сала на основното училиште Свети Климент Охридски. Во вторник 8 август во периодот од 19 до 24 часот, а во среда 9 август во периодот од 9 до 13 часот, зголемената потреба на крв и крвни продукти во овој период од годината за пациентите кои се лекуваат во здравствените установи во Охрид е мотив за сите хумани наши сограѓани и гости да ја искажат својата хуманост дарувајќи крв на оваа традиционална крводарителска акција, порачуваат од Општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Седмо издание на фестивалот на краток филм Dream Short 2023 во Струга. Фестивалската програма и оваа година ќе биде распоредена во 4 фестивалски денови во повеќе категории. Седмо издание на фестивалот на краток филм Dream Short 2023. Оваа година фестивалот ќе се одржи од 14 до 17 август на летната сцена при Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга. Денес, кога околу нас видливо недостасуваат едноставност, разбирање и мир, среќни сме што со специјалните мали нешта наречени кратки филмови, придонесуваме за разубавување на времето во кое живееме. Кога светот е во опасност, убавината ќе го спаси. Кога реалноста натежнува, неопходна е убавина. Со седмото издание на Dream Short Film фестивалот под мотото "Неопходна убавина" ќе посакаме нашиот фестивал да биде само еден од многуте културни блесоци кои ни се потребни, велат организаторите. Фестивалската програма и оваа година ќе биде распределена во 4 фестивалски денови со филмови во надпребарувачки категории и тоа регионална, интернационална, студентска и специјална програма со очување со минатото. Покрај надпребарувачките програми фестивалот ќе содржи и ревијални гостински и специјални филмски програми. Неизбежен сегмент од целиот фестивал повторно ќе биде едукативниот дел пропратен со мастер-класови, дискусии и работилници за краток филм како дел од регионалната мрежа на фестивали за краток филм Balkan Short Film Network. Музичката програма на фестивалот Охридско лето продолжува вечерва со настап на пијано дуото Гелебешеви. Дуото го сочинуваат двајца истакнати македонски пијанисти Катерина Костадиновска Гелебешева и Глигор Гелебешев. Целовечерниот концерт ќе се одржи во црквата Света Софија со почеток во 21 часов. На репертоарот ќе бидат композиции од Клод Дебиси, Франц Шуберт, Сергеј Рахманинов и Дмитри Шостаковиќ. Во продолжение вестите од светот. Сојот ЕГ5.1 наречен уште и ерис на новиот коронавирус се шири низ светот и веќе е регистриран во 36 земји. Заклучно со 24 јули 2023 регистрирани се 2442 случаи на инфекција со ерис во 36 земји ширум светот, вклучително и 18 во Израел. Варијантата сега е доминантна во Британија, каде продолжува да расте бројот на хоспитализирани пациенти од COVID-19, соопштија британските здравствени власти минатата недела. Според Управата за здравствена безбедност на Велика Британија, надзорот на варијантата Ерис започна на почетокот на јули по зголемените извештаи за негово ширење, особено во Азија. Варијантата на новиот коронавирус за прв пат беше откриена во март годинава.
14 лица го загубија животот за време на викендот во кинескиот град Шулан поради поплави предизвикани од тајфунот Доксури. Североисточна Кина, Пекинг и провинцијата Хебеи забележаа обилни врнежи и поплави откако тајфунот стигна на копно во јужната провинција Фуџијан пред 2 недели. Покрај настраданите во Шулан во североисточната провинција Джилин, минатата недела повеќе од 20 лица загинаа во Пекинг и Хебеи. Властите се уште не го објавија вкупниот број на загинати низ целата земја, а меѓу оние кои ги загубија животите во Шулан има 3 службеници, меѓу кои заменик градоначалникот на град од 587.000 жители, објавија државните медиуми. Нивото на волата во градот се спуштило на безбедно и приземени се итни интервенции за преселување на жителите и поправка на инфраструктурата. Електричната енергија е вратена во повеќе од 14.000 домови, објавија државните медиуми. Регионалните власти соопштија дека делови од реката Сонгхуа, главна река во североисточна Кина и притоката на Ненџингјанг останале на опасно високи нивоа. Водачите на државниот удар во Нигер го затворија воздушниот простор на земјата поради заканата од војна интервенција од нивните соседи. Веб страната за следење летови Flight Radar 24 покажува дека моментално нема авиони на небото на Нигер. Група земји од Западна Африка, ECOWAS, предходно предупредија дека може да употребат сила ако председателот Мохамед Базум не биде вратен на функција до вчера на полнот. Портпаролот на хунтата вели дека вооружените сили на Нигер се подготвени да ја одбранат земјата. Војните началници на ECOWAS во петокот изјавија дека подготвиле детален план за можна употреба на сила. Поставија ултиматум пред една недела, барајќи од генералите да го откажат од власта до полноќ по локално време, што сега помина. ECOWAS е регионален трговски блок од 15 западноафрички земји, меѓу кои и Нигерија, Сенегал, Того и Гана. Водачите на почистите се чини дека не покажуваат никаков на подготвеност да ја отстапат власта, а вчера илјадници нивни поддржувачи пркосно се собраа на стадионот во главниот град на Нигер, Ниамеј. Русија на 11 август почнува со евакуација на село на далечниот исток на земјата како подготовка за лансирање на првата руска мисија за слетување на месечината. Ова ќе биде прво лансирање на руско летало на месечината по 1976 година, објави руската вселенска агенција Роскосмос. Жителите на селото Шахтински во руската област Хабаровск, југоисточно од местото на лансирање, ќе бидат евакуирани рано наутро во петок, бидејќи селото се наоѓа во област каде што се предвидува дека ќе паднат ракетните стабилизатори по лансирање на месечевото летало. Месечевото летало Луна 25 ќе биде лансирано од космодромот во Сточни, кој се наоѓа на 5550 км источно од Москва. Во соопштение се додава дека тоа ќе биде првото вселенско летало што ќе слета на јужниот пол на месечината и дека целите на мисијата се развивање технологии за меко слетување, истражување на внатрешната структура на месечината и барање ресурси како вода и друго. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!